Почитувани, внедела, цврсто и одлучно, обединето и гласно, уште еднаш да порачаме. Битола одамна расчисти со династијата Коњановски. 12 годишното екзистирање во политиката на Коњановци не донесе ништо добро за нашиот град. Напротив, безпоговорно слугуваа на груевизмот, исполнувајќи ги своите лични интереси. Тони Коњановски во целата своја кампања не собра храброст да се огради од политиките на Талески, Аџиев, Груевски, на брат му Зоран Коњановски. Додека градот тонеше во долгови, Тони Коњановски директоруваше во Центарот за јавно здравје. Тони Коњановски 4 години во Советот на општина Битола гласаше против сите мерки и политики кои ја опоравија Битола од грабежот што му го приреди неговата партија. Сега му се роди желбата да направи нешто добро за Битола. Имаше шанса да реагира кога Талески и брат му Зоран аздисуваа наместо немо да наблюдува. Тони Коњановски е остаток од режимот кој наместо проекти и рокови раскажува приказни. Знае да менаџира единствено во корист на своите најблиски. Во време на Талески ја унапреди сопругата во водовод во раководител на правен сектор. Наместо во станот од над 150 квадрати на снаа му и брат му Зоран во Скопски Ѓорче Петров, Тони ја смести керка си во стан на Стентонот. Од стотици илјади станови во Скопје, Коњановци 4 години биле кираџии баш кај Стентонот. Битолчани ниту сакаат, ниту имаат каде да побегнат од својот град како што прават Коњановци. Направи ујдурма, пресели се во Скопје. Види непријатност, побегни од дуел. Така град не се води. На 31. октомври избираме да продолжиме напред, а вечните политичари ги испраќаме на буниште. Тие немаат ништо заедничко со Битола.